Добар ден. Ова се централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток насловите од денеска. Постигната согласност за договор за стратешко партнерство меѓу Македонија и Велика Британија. Фактот што можевме да го потпишеме овој меѓувладен договор, сметам дека е од голема важност. Со овој меѓувладен договор сигурен сум дека ќе имаме уште поголема билатерална соработка. Договореното да биде исполнето, но да нема нови пречки на патот на Македонија кон Унијата. Австриската министерка со поддршка за евроинтеграциите. Билатерални теми да останат билатерални, а да не се поставуваат како камења на сопнување. Од вреди тврдат дека пратеници од Европскиот фронт ќе се приклучат кон власта. Во рамки на Европскиот фронт се опозиција кои што можеби ќе преминат од другата страна. Уверени се и дека вице-премиерот за добро владење Арбен Петај ќе остане во владата. По 1,5 година затвор заработија екс-директорите на Тетовската болница за пожарот во монтажниот ковид објект. Обвинетите и роднините на жртвите незадоволни од пресудата. Ова судење се претвори во лов на вина против оние што ниту имале моќ, ниту одговорност за ова трагедија. Мицкоски и Стармер на средба во Тирана постигнаа согласност за договор за стратешко партнерство меѓу Македонија и Велика Британија. И двајцата премиери посочија дека тоа ќе значи зацврстување на односите меѓу двете земји. Откако претходно од владата посочија дека ваквиот договор ќе ја позиционира државата во редот на интересите и делувањето на една од највлијателните светски сили, како што е Обединетото кралство. Деталите од Сандра Спасовска. Македонија и Велика Британија постигнаа согласност за договор за стратешко партнерство, соопштија од македонската влада. А на кусата заедничка пресконференција која имаа двајцата премиери Мицкоски и Стармер во рамки на самитот во Тирана изразија задоволство од постигнатиот меѓувладен договор и продолбочувањето на соработката меѓу двете земји. Според премиерот Мицкоски, овој договор ќе овозможи инвестициски циклус во вредност од речиси 6 милиарди евра. Договор кој што ќе овозможи инвестициски циклус во вредност од 5 милиарди фунти или попрецизно околу 6 милиарди евра во делот на инфраструктурата, железницата, транспортот, здравството и така натаму, така што деновите кои што следат сите детали ќе бидат објавени во македонската јавност. Договор за стратешко партнерство со Обединетото кралство, влада со влада, е привилегија бидејќи зборуваме за една од најголемите велесили во светот. Драго ми е што имавме прилика да разговараме на овој билатерален состанок. Ова е мощна важна за нас. Имаме цврсти односи меѓу нашите две земји и фактот што можевме да го потпишеме овој меѓувладен договор, сметам дека е од голема важност и тоа покажува дека ние ќе решаваме многу работи меѓу двете држави. Ова е навистина одлична можност и се радувам на оваа билатерална средба и на билатералниот договор. Мислам дека имаме многу да направиме заедно. Повеќе детали се очекуваат да бидат соопштени утре, за кога е закажана и нова пресконференција на премиерот Мицкоски. Иако детали засега нема, според досегашните најави од владата и ВМРО ДПМН за новиот инвестициски бум, со парите ќе треба да се градат инфраструктурни проекти, како локални, регионални и експресни патишта, а ќе стартува најверојатно изградбата на брзата пруга од Скопје до Солун, по која ќе се вози и до 200 км на час. Според досегашните најави од Министерството за транспорт, проценките се дека брзата пруга би чинала околу 2,5 милиарди евра, а за нејзина изградба би биле потребни околу 5 години. Покрај за патишта, дел од парите ќе се наменат и за здравствени капацитети, како клиничкиот центар, болницата во Штип, изградба на нова болница во Кичево. Минатата година државата се задолжи со 1 милиарда од Унгарија. Половина од тие средства беа наменети за враќање на старата еврообврзница, која доспеа во јануари годинава, а останатите 500-250 беа наменети за бизнисот, а 250 за општините. Бараме решение кое ќе обезбеди предвидливост на патот кон ЕУ и со кое билатералните прашања ќе останат билатерални.
порача шефот на дипломатијата Муцунски по пораките упатени од председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Тој денеска беше домаќин на австриската министерка за надворешни Майнел Райсингер, која изрази поддршка за евроинтеграциите на земјава и порача дека Унијата не е комплетна без Македонија. Елизавета Дамјановска-Спасеновска со повеќе детали. Од Европската Унија очекуваме предвидливост и бараме билатералните прашања да останат настрана од процесот на пристапување кон Унијата, рече министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски по пораките од председателот на Советот на Европската Унија Антонио Кошта, дека договореното од 2022 година треба да се испорача. На средбата со председателката Силјановска, Кошта кажал дека предлогот уставни измени со одложено дејство е неприфатлив за бугарската страна, но Муцунски вели дека полноправно членство во Европската Унија останува стратешка цел за Македонија, а додека не се одблокира патот, ќе се продолжи со реформската агенда. И бараме решение кое што ќе ни обезбеди предвидливост напред кон членството, почита за нашето достоинство и идентитет, очекување дека и земите членки на Европската Унија ќе ги почитуваат оние принципи поврзани со малцински права, кои што очекуваат ние да ги почитуваме, и во тој контекст, доколку сите сме посветени кон европскиот пат, верувам дека секогаш ќе може да се најде рационално решение кое што ќе биде прифатливо не само за нас како влада, туку и на сите граѓани кои што живеат во државата. Но концесии кои што ќе не стават во ситуација повторно за брзо да се враќаме во оваа состојба која што сме сега, како влада не сме подготвени да прифатиме и мислам дека нашата позиција по однос на тоа прашање е кристално јасна. Муцунски денеска беше домакин на неговата австриска колешка Беате Майнел Райсингер, која е во прва официјална посета на Македонија. Таа нагласи дека Австрија ја поддржува европската перспектива на Македонија и дека сите отстапки кои земјава ги направила не остануваат незабележани. Тој компромис беше даден тогаш, што е факт и тоа мора да се реализира. Да, ние разговаравме за тоа. Треба и уште некои реформи да се направат од страна на Македонија. Мојата порака е дека ние гледаме колку е направено од ваша страна и колку веќе чекори сте направиле. И сега веќе 20 години поминале од тогаш и дека сме и ние сега должни да билатералните теми да останат билатерални, а да не се поставуваат како камења на сопнување. Председателот на Европскиот совет Кошта вчера за време на посетата на Скопје порача дека процесот на евроинтеграцијата на земјава се одвива многу долго и дека сега е време да се испорачаат резултати. На новинарско прашање дали има план Б за тоа да се надминат барањата од страна на Бугарија, Кошта истакна дека не треба да се потценува планот А и дека треба да се фокусираме на неговата испорака. А пораките упатени од председателот на Европскиот совет Кошта за време на посетата на земјава, според дел од аналитичарите се повеќе од јасни, иако не се многу охрабрувачки. Петар Арсовски и Марко Трошановски оценуваат дека по јасното укажување дека мора да се исполни договореното од 2022-та, Брисел очекува јасен потек од Скопје. Пораките ги чувме, не се охрабрувачки во смисла дека се уште ЕУ, иако е свесна дека преговарачката рамка како што беше креирана за Македонија, стана голем проблем за проширувањето и преседанот наш ќе се удри од глава и со другите земји кандидатки, сепак не најде за сходно да најде оперативни решенија кои што би можеле да го отклучат процесот на проширување и да го заштитат од билатерални блокади. Тоа е потврлање и на нашата дипломатија делумно, која што не успела да го искомуницира тоа добро и мислам дека треба во иднина да покажеме многу повеќе проактивност, креативност, да пристапиме со различни сценарии и идеи кои што треба да ја укажат во Брисел, особено дека вака построен преговарачки процес не е одржлив. Вториот момент е отсуството на сценарио Б, кое што во случајот за Украина постои доколку биде блокирана од Унгарија, да речеме, меѓутоа во случајот со Македонија сценарио Б е исклучено. Таа неконзистентност на ЕУ кон нас го намалува кредибилитетот на Европската Унија. Релативно острите пораки од Кошта треба да ги толкуваме во насока на тоа дека во борбата кој е на потек, сепак Брисел очекува дека Скопје е на потек.
Значи дека она што е достига договорено во преговарачката рамка и во билатералните протоколи нема да може многу лесно да се менува, но истовремено можеби тоа може да се искористи за да го направиме патот после завршувањето на уставните измени полесен. Политичката порака на одржување на самитот во Тирана, интензивниот напредок на Црна Гора и Албанија и релативното заостанување на Македонија на овој пат е исто така политичка порака која треба да не загрижи и се поостри се тоновите од Брисел кон Македонија дека она што е договорено во рамки на преговарачката рамка треба да се исполни. Така што во таа смисла мислам дека притисокот ќе се зголемува. Не знам дали е политички опортуно или дали е возможно со сегашната кредитора во Бугарија да се најде некакво подобро решение за кое Европа нема да има забелешки, но очигледно е од ова дека Европската Унија смета дека ние сме на потека. Откако пратеничката група на Вреди вчера се издвои од пратениците од крилото на Таравари, Меджити уверува дека тај натаму ќе брои 14 пратеници. Вели дека се преговара со народни избраници од Европскиот фронт за приклучување кон владеачкото мнозинство. Неговите очекувања се дека вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај ќе остане дел од владиниот кабинет и нема да го следи Таравари, кој веќе си поднесе оставка од функцијата. И без Арбен Таравари Вреди има 13 или 14 пратеници, а владата има стабилно мнозинство, рече вице-премиерот Изет Меджити, кој најави дека парламентарното мнозинство ќе добие нови пратеници. Одговарајќи на новинарско прашање, рече дека во моментов во тек се преговори, а веќе идната недела очекуваат да биде јасно кои членови од опозицијските партии ќе им се приклучат, пошто ќе предложат и нов министер за здравство. Во меѓувреме, новата пратеничка група на Вреди која беше формирана вчера, во моментов број 9 пратеници, а за нов координатор е назначен Беким Кјоку. Поединци, групи, политички субјекти, значи кои се надвор од време. Мислам, по рамки на Европскиот фронт, се опозиција, кои што можеби ќе преминат од другата страна. Ќе бидат со повеќе, значи преговараме, ќе ве известиме, значи кога ќе има конкретни резултати. Ќе бидат поддршка за владата, дел од мнозинството, некои Вреди, но сите тие се од Европскиот фронт. Значи и без Таравари имаме 13-14 пратеници. Дека владата е стабилна убеден и министерот Орхан Муртезани. Тој во синокешното гостување во само интервју рече дека според моменталните трендови, известно е дека Вреди ќе победи на локалните избори, а Таравари уште од самиот старт, како што оцени, не бил сигурен што сака. На маса од наша страна имаше бел лист, буквално да ги запише општините кои сака да ги добие, колку проценти сака да добие и од листите и од општините, и тој наместо тоа одлучи да оди сам на избори, после тоа да отвара врата со работка и со ДУИ, и сега финално да заврши во... Значи, вие ништо не верувате во причини што ги наведува? Зборува таму и за етнички прашања, за балансерот? Апсолутно не. Посебна пратеничка група најавуваат и од крилото на Таравари во Алијанса. Оттаму веруваат дека таа ќе брои 5 пратеници, а барањето според најавите до собранието ќе го испратат идната недела, откако претходно ќе се повлечат од коалицијата Вреди. Се поизвестно е дека вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај ќе остане во владата како дел од Вреди, откако тој не беше присутен на партискиот состанок на Алијанса во Тетово, а и денеска Меджити повтори дека Фетај добро си ја работел работата и придонел кон промените и очекува тоа така и да остане. Вечерва свечено ќе биде отворен Македонски културно-информативен центар во Белград. Разговор по вестите со министерот за култура Зоран Љутков. Поречиси 4 години од пожарот во модуларната болница во Тетово и повтореното судење, судот конечно донесе пресуда. На поранешните директори на Тетовската болница Флорин Бесими и Артан Етеми им се изречени затворски казни од година и половина, а обвинети се поради непоставување противпожарни апарати. Според Бесими, со ваквата пресуда ниту е задоволена правдата, ниту била разоткриена вистината за случајот. Најави дека ќе ја обжали пресудата пред апелација. Деталите од Дејан Трајковски.
Екс-директорите на Тетовската болница Бесими и Етеми добија по година и пол затвор на повтореното судење за модуларната болница поради непоставување на ПП апарати во монтажните објекти и со тоа, како што стоеше во пресудата, од небрежност предизвикале општа опасност. Според обвинетиот, тогашен директор Бесими, вистината во овој случај не е разоткриена, ниту како што кажа, семејствата на загинатите ја добиле правдата. Најави дека ќе обжали пресудата на апелација. Уште е потешко од сето тоа е неправдата. Зашто ова судење не беше за да се открие вистината, ниту да се најдат виновниците за ова трагедија. Не беше да се открие зошто настанал пожарот, кој е одговорен за изградба на објектот, што изгори, како артија, кој дозволи животите на луѓето да бидат ставени во опасност. Не, ова судење се претвори во лов на вина против оние што ниту имале моќ, ниту одговорност за ова трагедија. Незадоволни од пресудата, судницата во Основниот суд во Тетово ја напуштија и од семејствата на загинатите во пожарот, а преку своите бранители ќе ја бараат правдата кај повисокиот суд. На математика да ги ставиме тие 14 жртви, изнесува по еден месец затвор. Не викам дека немат вина и овие, ама вината погоре, се знае држава кај е винава. Тетовската болница како правно и трето обвинето лице доби казна од 16.000 евра и за нив пресудата е неприфатлива, најавија жалба. Истата е посредница на грешно утврдена фактичка состојба и грешно толкување на одредбите од Законот за кривична постапка. На првото судење Бесими и Етеми беа условно осудени, но по жалба на обвинителството, апелација го врати предметот назад во судница. Обвинителот не беше во судницата да ја слушне пресудата, поттаму останува и непознато дали истата ќе обжали, како и евентуално дали ќе се проширува истрагата, како што бараат семејствата на загинатите. За пожарот што се случи на 8 септември 2021 во обвинителството за организиран криминал и корупција веќе неколку години се води предистражна постапка, но без конкретен исход. Според германските вештаци ангажирани од обвинителството, до трагедијата во која загинаа 14 луѓе дошло откако се запалил продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор и полначи за телефон. Од ВМРО ДПМН реагира дека пресудата за пожарот во модуларната болница е срамна и уште еднаш праша каде е Венко Филипче. Ова се ниски, срамни, далеку од правото, посебно од правдата казни за случајот во кој изгореа 14 лица, а се случи во септември 2021 година во Тетово. По ваквата пресуда не останува само едно. Да ги повикаме надлежните, а воедно и да најавиме до сите вас итни и неодложни реформи во правосудниот систем. Оваа пресуда е класичен пример дека правосудниот систем е под влијание на СДС и ДУИ. Поточно, да не ги ставаме сите во искош, тоа се поединци кои настапуваат по волјата на СДС и ДУИ, а не судат по правните норми. Со изведување дополнителни докази во Кривичниот суд во Скопје продолжи судскиот процес за убиствата на Вања и Панче. Првоосомничениот Палевски тврди дека доставените видеоснимки потврдувале дека во грабнувањето на Жежовски учествувале 3, а не 4 лица. И пред судот тврдеше дека дента кога бил убиен Жежовски воопшто и не бил во Велес. Побарано беше и вештачење на чаурата пронајдена покрај телото на Панче. Рочиштето го следеше Мирјана Мирчевска-Вановиќ. Продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. На денешното судско рочиште се дополнуваше доказната постапка. Обвинителството посочи дека Боре Видевски не бил на своето работно место на денот на грабнувањето и убиството на Вања и Панче и дека воедно нема достапни податоци за извршено пробно испукување со оружјето, кое го поседувал обвинетиот. Според известувањето на надлежните органи, чаурата била внесена во системот за автоматска компарација, но анализата не покажала поклопување со претходно внесени податоци од кривично-правни настани во земјата. Компаративната анализа покажала дека не се совпаѓа со некое оружје кое што било изведено при кривично-правен настан или со оружје за кое што и чаура имаат податоци во МВР. Прво обвинетиот Љупчо Палевски во врска со новиот доказан материјал рече дека обвинителството со задоцнување од 1 година се обидува да изгради алиби за себе поради, како што рече, непостапување во откривањето на критичните елементи на случајот. Од една страна дава документ дека пиштолот е легален,
кој што не е спорно дека оружјето е легално. Од друга страна дава документ дека нема најдено испукување во базата на податоци. Ние бараме да биде вештачена чаурата од кое оружје е испукано. Обвинителството денес достави наредба и известување каде што е побарано дали од кривично-правни настани во Македонија кои се случајни е испукано од некој од тие тестирани чаури или пиштоли и дали е тестирано, дали е испукано од оружјето на Боре Видевски. На судењето исто така обвинителството објасни дека на 22 и 27 ноември 2023 година со фотографија од писмената комуникација помеѓу Палевски и сведокот Ерол Османи нема потврда дека Палевски бил кај него и му го поправал котелот од парното грејење. Станува збор за времето кога обвинителството тврди дека всушност го киднапирал и убил Панче, заедно со обвинетите Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев. За помалку од еден час во Белград свечено ќе биде отворен Македонски културно-информативен центар кој што ќе представува спој на културата меѓу двете земји. На отворањето ќе присуствува и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, а со него во вестите во живо од Белград разговара Маја Стојановска. Маја, добар ден од Скопје и повели да чуеме каква свеченост и каква програма се предвидени за отворањето на Македонскиот центар таму во Белград. Добар ден од Белград, Борче, со македонска музика, со дегустација на македонско вино, со перформанс, но и со изложба на македонски артисти овде од Белград. За околу половина час се очекува да започне свеченото отварање на Македонскиот информативен културен центар овде во Белград. Оно што е како интересно што би сакала да го напоменаме дека овој објект се наоѓа на улица која што го носи името Македонска и се очекува да стане едно место за промоција меѓутоа и за зачувување на македонската култура, македонскиот јазик, нели за сите оние наши македонски жители овде во Белград, меѓутоа и за сите оние кои што би сакале да научат нешто повеќе за нашата македонска култура. Но секако со повеќе детали во овие вести како што најавете, разговарам со министерот за култура Зоран Љутков. Ви благодарам што сте дел од вестите. Ви благодарам на поканата. Ќе може ли да ни кажете што може да очекуваме овде вечерва, нели започнува отварањето за околу половина час и според вас кое е значењето на отварањето на овој објект? Така, како што најавивте и претходно, објектот, овој прекрасен објект кој што успеавме да го обезбедиме, се разбира со голема ангажираност на директорот на Центарот за култура овде, културно-информативниот центар Васко Шутаров, се наоѓа на улицата која што се вика Македонска, убава символика. Позади нас можеме да видиме, имаме и изложба која што е на македонски, ретроспектива на македонски сликари кои што творат и работат овде во Србија. Ова е голем ден за македонската култура, бидејќи во 22 година со одлука на влада е донесена одлука да се формира културен центар во Белград, но од тогаш подолг период ништо не е направено. Успеавме за 6 месеци 7 да го обезбедиме овој простор и конечно да го отвориме македонскиот културен центар во Белград. Така да тука ќе се случуваат голем број на настани. Утврдена е програмата што ќе се случува во текот на годината, сега покрај Софија, Тирана, Њу Йорк, Загреб, Истанбул, имаме и културен центар во Белград. Вечерва ќе се обратат голем дел на функционерите и од Македонија и од Србија, тука е министерот за култура господин Оцелаковиќ и министерот Иван Стојковиќ, така да ќе имаме концерт на Зарина Прва Севда и на Васил Хаджиманов. Имаме пригоден коктел и се разбира дека на крај ќе испиеме македонско вино кое што ни доаѓа од Гевгелија. Ви благодарам. Така како што најави министерот Љутков, ние секако остануваме овде да ги проследиме сите обраќања, но и перформансот на нашите македонски артисти, па повеќе детали, односно дел од атмосферата овде ви пренесуваме во вечерните вести во 20 часот и 45 минути. Студио. Така е, Маја, ви благодарам. Канал 5 беше тоа во живо од Белград околу отворањето на Македонскиот културен центар. Преку герила акција
Пред обвинителството, движењето кое следен најави дека ќе се приклучи на утрешниот протест на родителите на трагично загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од движењето посочија дека ќе има организиран превоз од 2 локации во Скопје за сите граѓани кои сакаат да бидат дел од протестот во Кочани. Укажа на потребата од неселективна правда и одговорност за системската корупција, која што според нив и довела до трагедијата. Семејствата на загинатите и повредените беа оставени сами. Во предградките на тишината, во предградките на заборавот, затоа кој е следен нема да молчи и нема да заборави, се додека правдата не стане наша реалност, а не само далечна и замислена утопија. Дополнително, утре ги повикуваме сите граѓани да ја покажат својата солидарност и да се приклучат во поддршка на маршот на ангелите во 16:05 часот во Кочани. Латас и Ивор Ангеловиќ ја продолжуваат дебатата на сите актуелни теми во продолжение тука на Канал 5 во уште едно издание на Само вистина. Домакин вечерва Александар Видиновски. Пријатно.